Собствениците на трговски дуќани, тезги и деловни простори во градскиот трговски центар Глобал во Струмица бараат помош од владата, стопанските комори, но и физичките лица за да се санираат последиците од големиот пожар. Апелираат да донираат средства кои ќе бидат искористени за заедничките потреби за трговскиот центар, но и како помош на економските оператори. Преку донации на веќе формираната наменска сметка, доколку сакаат да помогнат да уплатат средства кои на најтранспарентен начин ќе се наменат за обнова и санација на трговскиот центар Глобал, како и за помош на економските оператори во дуќаните и тезгите, по основ на оштетена стока. Екипи на повеќе градежни фирми почнаа да ги санираат штетите откако од Глобал беа извадени околу 350 тони разновиден шут остатоци од пожарот. На другиот дел од трговскиот центар со помош на агрегатори, собствениците ги адаптираа пак своите дуќани и се молиресуваа за чадените ѕидови. Ова е неопожарениот дел од градскиот трговски центар Глобал, но и овде има штети. Собствениците работат на санирање на истите и ставање во функција на своите дуќани, деловни простории. Истрагата се уште нема конкретизирано кои се причините за големиот пожар во Глобал. Надлежните институции предводени од јавното обвинителство минатата недела ја завршија убитната постапка во градскиот трговски центар Глобал со сите докази. Според Илија Митевски од Сдруженијето Обнова Глобал, штетите во овој трговски центар се неколку милиони евра. Штетите од пожарот се со катастрофален размер. Пожарот за неколку часа уништи стотица деловни простори, дуќани и тезги, како и нивните основни и обратни средства. Штетите се во милиони евра. Пожарот во Глобал избувна на 2 јануари пред полнок. Цели 5 часа траеше борбата со огнената стихија која ги запати трговските дуќани, деловните простори и тезги на приземјето, првиот и вториот кат во левиот дел од главниот влез на градскиот трговски центар.